Денеска православната црква ги празнува вториот ден од рождеството Христово Божик, соборот на Пресвета Богородица, споменот на бегањето во Египет и преподобниот Еверест. Собор на Пресвета Богородица. На вториот ден на Божик, христијанската црква и оддава слава и пофалба на Пресветата Богородица, која го родила Господа и Спасителот наш Исус Христос. Нејзин собор се нарекува ова празнување, затоа што на тој ден се собираат верниците за да ја прослават неа, мајката Богородица, и многу свечено и соборно и се служи во нејзина чест. Во Охрид од старини имало обичај во пресрет на вториот ден на Божик вечерна да се служи само во црквата Света Богородица, наречена челница. Свештенството со народот овде соборно ја прославувало Пречистата Богородица. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Спомен на бегањето во Египет.
Источните мудреци, звездарите се поклониле на Господа во Витлеем и се упатиле по наредба на ангелот по друг пат за својата татковина. А Ирод, лошиот цар, намислил да ги исколе сите деца во Витлеем. Бог ја видел таа Иродова намера, па му испратил свој ангел на Јосиф. Ангелот Божи му се јавил на Јосиф на сон и му заповедал да го земе младенецот и неговата мајка и да бегаат во Египет. Јосиф така постапил. Кога го зел божествениот младенец и неговата мајка пресветата, тој се упатил право во Назарет, каде ги средил своите домашни работи и со себе го зел својот син Јаков, па потоа отишле во Египет. И така се исполниле пророчките зборови: ете Господ ќе седне на лесен облак и ќе дојде во Египет. Во Старо Каиро и денес ја покажуваат пештерата во која што живеело светото семејство, а во селото Матареја, близу до Каиро, покажуваат едно дрво под кое се одмарале Пресвета Богородица со Господа Исуса, како и чудотворниот извор на вода под тоа дрво. Откако проживеале неколку години во Египет, светото семејство се вратило по наредба на ангелот Божји повторно во Палестина. Така се исполнило друго пророштво: од Египет го повикав синот свој. Ирод бил умрен, а на неговиот крвав престол седнал достојниот во зло неговиот син Архелај. Кога слушнал Јосиф дека Архелај царува во Ерусалим, тој се упатил во Галилеја во својот град Назарет, каде што се населил во својот дом. Со Галилеја тогаш управувал вториот син на Ирода, Ирод помладиот, кој бил малку поблаг во злото од својот брат Архелај. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Tenena, tenena, terirerem, tenena, tenenanem, terirerem, teririrerem, teririrerem, tenena,
Преподобниот Еверест. Читајки ги делата на светиот Ефрем Сирин, од дипломат станал монах. Бил многу суров кон себе, носел синџири на телото и јадел сув хлеб еднаш во неделата. Поживеал 75 години и се преселил ке Господа околу 825 година. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Te